Член сум на Комисијата за социјална политика, демографија и млади и веќе повеќе месеци е блокирана од страна на најнапред од ДУИ, меѓутоа потпомогнати од ВЛЕН, а вчера седницата ја водеше колешката од ВЛЕН, која што навистина имаше една скандалозна изјава зошто не го става и зошто е предлог законот за измените на законот за припадниците на вооружените сили и за посебните права на припадниците на вооружените сили, на нивните семејства, и зошто не остава предлог законот на дневен ред. Првично мислев дека преводот е лош, меѓутоа после кога го видов сценариото за самата комисија како да тече, беше јасно дека има за цел да направат упат и наместо да се гласа за дневниот ред, да се отиде веднаш за гласање за законот, кој што беше единствена точка на самата комисија, и затоа побарав да ми збор и побарав да законот се стави како прва, забранителите се стави како прва точка на комисијата, и тука беше скандалозната изјава на колешката од ВЛЕМ дека тој закон од ВЛЕМ никогаш нема да биде ставен на дневен ред, се додека во истиот закон не бидат вклучени и УЧК. Ние имаме измени на закон кој што се однесува на безбедносните сили, на посебните права на безбедносните сили и никој и на нивните семејства. Легитимно е пратеник или пратеничка група да си поднесува, впрочем и затоа сме законодавна власт, да си поднесуваат предлози на нови закони, измени на постоечките закони. И легитимно е и како пратеничка група ВЛЕМ да си поднесат закон ако смета дека правата на припадниците на УЧК не им се целосно испочитувани. Меѓутоа да бараш во законот за кој што се однесува на посебните права на безбедносните сили да се става и правата на УЧК е стварно навистина скандалозно. И еве сега пред да влеземе во студио ја добивме пораката дека утре е закажана нова седница на комисијата и верувам дека мнозинството не зависи од опозицијата дали ќе биде ставено, затоа што ние сме малку, ние имаме 2 члена во оваа комисија како Социјалдемократски сојуз, а мнозинството е составено од колеги пратеници од ВМРО, од ВЛЕМ и од ЗНАМ. Така да со нивна волја верувам дека ќе се откочи, затоа што блокадата на комисијата па и на собранието никогаш не носи добро за граѓаните. Имаме важен закон кој што треба да се дискутира утре на седницата, тоа е законот за пензиско и инвалидско осигурување, не треба да го кочиме. И затоа апелираме, и колешката Асовска е член на таа комисија, да го ставиме. Ние бараме да го ставиме да биде разгледан само. Одлуката дали ќе се прифати законското решение или не, повторно ќе зависи од мнозинството. Меѓутоа, да се стави на дневен ред, затоа што предлог законот е се уште активен во електронскиот систем на собранието, си стои, не е разгледуван и како пратеничка имам по деловник право да барам да се дополни дневниот ред токму со овој закон.